Поздрав до сите вас, драги присутни, и вие кои ни се придруживте во вториот дел. Сите сме денеска добре дојдени да заеднички учествуваме во проучување на Светото писмо на Библијата. Темата за која сакам да зборувам и да размислуваме носи наслов "Од она страна на пустината". На почетокот еден краток пример како вовед дека сите ние во нашиот живот се среќаваме со некоја своја пустина. А зборот пустина означува место на монотонија, место каде што човекот се наоѓа во некоја депресија, место каде што не гледаме излез, иако е се отворено, меѓутоа како да е се затворено. И затоа би сакал на почетокот да спомнам еден пример кој се случил, го доживел еден човек во Романија за време на режимот, кога било комунистички режим. Човекот се вика Лори. Тој вели во својата биографија дека бил исфрлен од работа поради верски убедувања, затоа што почитувал седми ден. Договорот му бил раскинат за работа и тој вели: во мојата работна книжка беше напишано со најцрни зборови, најгруби зборови, што не можев да најдам потоа работа во ниту една друга фирма. Мемаче, мислите, зошто Боже тоа се доживеа? Кога сум ти верен, сакам да ти служам и верувам во тебе. Бидејќи во тоа време, ако 3 години немаше работа постојана, власта те праќа на природна работа. А знаете кога власта ќе те прати некаде? Не по твоја желба. И затоа вели, бидејќи имал семејство, сакал да го одржи семејството и едноставно се вработил во една градежна фирма, бидејќи бил доктор, работел како електричар, односно ги извршувал најтешките работи. Само да има работа, да не му власта додели некоја друга работа. Вели, времето поминуваше, а време за преквалификација се уште не се укажувала. Значи, тој се подготвувал да од доктор помине во електричари, но за тоа требало да полага испит. И вели, беше на крајот организиран курс и јас учев, вежбав и на крајот излеговме на полагање. Мојот предпоставен потом ми дојде и ми кажа: Лори, ти не положи, си паднал на испит. Уште повеќе мојата пустина се продлабочи, уште повеќе падна во разочарување и го прашава Бога: Боже, зошто тоа се случува? Еве, сакам да ти служам, да ти бидам верен. Помина скоро 2, односно 3 години. Така додека лута во мислите, додека ја читав Библијата, кој зна по кој пат сум ја прочитал Библијата, најдов на еден текст кој како за прв пат да го прочитав. Еве кој текст го пронашол. Ајде да отвориме 5-та книга Мојсеева или второ законие, 2 глава, 3 стих. Еве кој текст го прочитал овој верник, овој човек по име Лори и му запнал за око. Читам, значи, во 2 глава, 3 стих. Текстот вели: доста се вртевте околу оваа гора, завртете кон север. Ми падна чудно, никогаш, вели, овој текст досега не ми запна за око. Доста се вртевте околу оваа гора, завртете кон север. Повеќе пати го читав овој текст, меѓутоа воопшто не размислував. Бев сигурен дека Бог сака нешто да ми каже. Бев сигурен дека Бог сака нешто да ми соопшти. Бев сигурен дека Бог ќе отвори врата во мојата пустина. И така поминаа тие тешки месеци на работа во градежништво. Меѓутоа, на хоризонтот се уште ништо не се гледаше. Знаете, хоризонтот таму на исток наутро почнува црвено, па бело и онда сонце се покажува. Мојот хоризонт се уште беше мрачен, беше темен. После неколку денови сретнав еден свој пријател и ми рече: Лори, дали сакаш повторно да работиш во својата професија? А бил доктор. Секако, му одговорив. Меѓутоа, кој мене сега ќе ме ангажира поред такви карактеристики црни, лоши во мојата работна книжка? Кој ќе ми даде слободна сабота? На кого му е потребен човек кој скоро 2-3 години не работил во својата професија како доктор? Бев голем скептик, но мојот пријател инсистираше и ми рече: Лори, ајде да пробаме. Може би сега Бог ќе отвори пат. И во местото X, да го наречеме, во еден град, биле отворени 3 нови работни места.
ќе биде распишан конкурс за доктори. Ајде да пробаме. И пробавме. Чекор по чекор. Бог ги отвараше патиштата. На овој конкурс се јавиле 7 кандидати, а било за тројца. И вели отидовме на разговор, но кога дојдовме на интервју, само тројца бевме на лице место. Останатите откажале. И сите тројца добивме работа. Од едниот од нив бев и јас. Мојот шеф, кој го познаваше моето верско определување, направи така за мене посебен програм на работа, што имав слободна сабота. Во следните 9 години, колку траеше режимот, комунистичкиот режим, немав никакви проблеми во врска со сабота. Наспроти тоа следеја благослов за благослов. Најпрви вели, ја запознав тогаш мојата сопруга, после тоа Бог направи ново чудо, добив стан. Во тоа време да добиеш стан како верски определен човек е равно на нула. Ден денес живеам во тој стан и се уште ми се луѓето љубоморни. Но само да додадам уште нешто, вели Лори. Она X место, каде што добив работа, се наоѓа северно од моето место на раѓање, каде што го поминав детството. Сега, после толку години, читајќи го овој текст, разбрав што значи завртете кон север. Доста се вртевте околу ова планина. Бог ми одговори на моите молитви. Почитувани, сите ние имаме во нашиот живот некоја своја планина. Сите ние имаме во нашиот живот некоја пустиња. Сите ние имаме некои црни облаци, големи или малечки. Во тие моменти одеме ние, како овој човек, без надеж, без сигурност, без подкрепа, дека ќе најдем работа. Затоа, нека ова размислување ни помогне денеска да сватиме дека Бог има и за тебе север, и за мене север. Овде ќе биде символично името север, символика во смисла дека Бог отвара врата, кога ние гледаме се дека е затворено. Ајде да проследиме денеска еден човек кој исто така имал своја пустини, тоа буквално. Таму во таа пустиня тој живел 40 години. Човекот се вика по име Мојсие. Да отвориме Псалам 90. Овој псалам го читаме ние претежно теолозите кога имаме погреби. Кога одиме на погреб на нашите браќи и сестри, нашите пријатели верници и го читаме овој текст со цел или овој текст да покажеме дека овде човечиот живот е од 70 до 80 години, бидејќи е писател Мојсие. Значи овој псалам го напишал Мојсие, така пишува, не Давид. И затоа интересно е како Мојсие пишува нешто што тој не го доживеал. А Мојсие колку години живеал? 120 години. А тој вели, човечиот живот е од 70 до 80 години. Како да го разбереме фактот дека животот е толку ограничен? Во Мојсеово време очигледно живееле 70 и 80 години. Така Мојсие го пишува. Меѓутоа, очигледно, додека Мојсие го пишува овој псалом, тој имал толку години. Не надевајќи се дека ќе ги надживее и 90 и 100 до 120 години, зашто Бог ќе му го продолжи животот. Тој, кога го пишува овој псалом, знаете кај се наоѓа? Во Мадијанската пустиња, опколен со овци, кои само блеат, кои ги мози, ги враќа назад во трлото и ништо повеќе. Колку години Мојсие тоа го правил? 40 години Мојсие буквално се наоѓа во својата пустиња. Ајде да видиме што чувствува во срцето на почетокот Мојсие. Псалам 91 и 2 стих. Овде тој на почетокот му оддава слава и почит кон Господа. Тоа е доксологија. Докса значи слава или славење. Вака вели Мојсие: Господи, ти ми беше за сонниште од родворот, пред да се родат планините, пред да суштествуваат копното и земскиот круг, од век до век, Боже, ти си. Очигледно, Мојсие, браќи и сестри, својата благодарност ја изразува и ја насочува кон Бога, кон Создателот на се што гледаме и што не гледаме. Овде Мојсие изнесува целата филозофија на човечкиот живот во следните стихови. Вели, пред да се родат планините, пред да суштествуваат копното и земскиот круг,
ти си од век до век Боже. И сега се свртува кон нас. Смртниците ги враќаш во прав и велиш, вратете се човечки чеда. Зашто 1000 години во твоите очи си како вчерашниот ден. И сега ги читам оние зборови што претежно ги читаме, кај што вели збирот на нашиот живот е 70 години, ако сме крепки или силни и 80, а повеќето од нив се мака и ништожност, зашто минуваат брзо и ние летаме од тука. Очигледно, Мојсей го опишува оно што го чувствувал, дека го гледа крајот, дека гледа смртта. Мојсей 40 години поминал во најелитните универзитети во Египет, да се приготвува за фараон, за оној кој ќе има средба со разни екселенции, делегации на останатите мокни, силни држави. Таму Мојсей се приготувал, но од таа слава Мојсей ќе дојде во пустиня на својот живот и тој ќе гледа само овци, блеење, монотонија и ништо друго. Тој таму ќе ги пасе овците на неговиот дедо. Животот полека ќе му стане монотон. И тој го гледа својот крај. И затоа го пишува псалм, или човечиот живот е 70, а они кои се појаки, може би ќе дотерат и до 80. Мојсей секој утро го носи стадото на паша, на пасење и го враќа навечер. Молзење, спиење и ништо друго. 40 години. И ние ме работни век 40 години. Така, или според старост. Меѓутоа, Мојсей бил обкружен со најголем непријател. Знаете кој му бил најголемиот непријател на Мојсей? Не, фараон е веќе таму далеко. И тој му беше, да. Меѓутоа, една друга појава, тоа е монотонија. Што е тоа монотонија? Аха, се едно исто. Се едно исто, монотонија. Како Мојсей успевал да издржи 40 години во монотонија? Мојсей бил образован човек да води народи, да води нации, да го води Египет, тој денешни Египет, што се уште постои. Значи, тој да биде фараон. Тој сега морал да води едно бедно стадо помеѓу карпите во пустињата. Тој кој бил образован да преговара со цареви, со кралеви, сега принуден секојдневно да го слуша блеењето на овците, на козите кои ги пасел. Како успел да не биде скршено таа монотонија? Монотонијата е опасна работа, почитување. Монотонијата може да убие, буквално може да те убие, да го скрати твојот и мојот живот. Кинезите имале една многу чудна метода како ги извршувале смртните казни. Прочитав дека ти имале една позната метода наречена кинеска капка. Добро слушнавте, кинеска капка на вода. Значи, затвореникот го ставале во еден предел, метар на метар, отприлика, бил врзан, не го убивале со пушка, со метак или на друг начин, меѓутоа, озгора на главата му ставале црево за вода и пуштале по една капка да капе, да капка. Само една капка, но на секој неколку секунди. Тап, тап, тап на главата. Во почетокот тоа било лесно да се поднесе неколку капки, меѓутоа, со време тоа траело со часови, со денови. И тие капки биле смртоносни. После известно време, овој осуденик, овие банални почетни капки ги осекал, ги чувствувал како ударање со чекан по неговата глава. И јадниот човек првин полудувал и на крајот умирал. Сето тоа се случува само поради тие банални, монотонни, почетни капки. Друга метода, која употребувале како смртна казна, била следнава. Кога затвореникот, осуден на смрт, доаѓал во нивниот затвор, го прашувале: Господине, кое јадење го сакате најмногу? И знаете, тие се истрачувале веднаш. Па сакам ово, она, и тоа му го давале. Но за доручак, за вечера, за ручек. Ностоп исто јадење му го давале. Во почетокот човекот се гостал. Но како времето одминувало, таа храна му се досадувала, ќе му се згади. И човекот повеќе не можел да јаде. И на крајот умирал од што? Од глад. А јадењето е пред него. Значи,
Интересна кинеска метода. Монотонија. Поентата ми е преку овие два примери да покажем што значи монотонија. Како, почитувани, Мојсија успел да преживее монотонни живот 40 години. Исто па исто. Постојано се повторувале истите сцени. И затоа тој тоа го опишува, веќе ја гледа смртта пред своите очи. И затоа вели, човечкиот живот е ништожен. Поминува овде, ако читате, како трева се суши, зелене наутро како цвете, вели, и навече се суши и вене. И човечкиот живот е некаде 60, 70, односно до 80 години. Таму, во Мадијанската пустиња, работејќи ги своите монотонски работи секојдневно 40 години, исти работи, Мојсей успел да преживе. Знаете зошто? Затоа што имал врска постојана со Бога. Тоа му давало сила да ја одржи својата не само вера, туку и својата психа, својот живот. Сум читал за луѓе кои биле во затвори, се одржале да не скренат во умот благодарение на Библијата. И знаете, оние во Чиле пред неколку години што ги затрупа доле во јамата. Што побарале? Јас зборов за тоа. Библија побарале. Кога им рекле преко на окно, што да ви пратиме за да обстанете психички, тие не побарале романи, тие не го побарале Достоевски или Маркс Енгелс и не знам кои филозофи да читат, него пратите ни Библија. И брзо била отпечатена Библија толку малечка, за да може да влезе низ тоа окно прво, што било пробушено, знаете. И на секоја Библија озгоре им била мала батерија залепена, да можат доле во тие мрачни предели да читаат. И вели, тоа ни го спаси животот. Луѓето психички да не скренат. И сите беа спасени. Сеќавате, тоа се пренесуваше на телевизија, сите луѓе беа спасени. Интересно, Мојсей успеал да се одржи во живот благодарение на таа зеница со Бога. Тој го чувствувал Божето присуство тука поред себе. Иако смртоносните ефекти на таа монотонија секој ден ударале во неговиот живот. Слушав за една жена која на своето работно место имала задолжение да лепи кесиња од ванила. Знаете, оне пеци во ванила. И та имала таква работа, мали лепенки да става, значи, тука на тие кесеница, да ги лепи. А тоа е монотоно. Постојано секој ден 8 часови да лепиш тука само оние лепенки на кесица од ванила. Таа вели, ја исполнував нормата од рано наутро до касно навечер. Целиот свој работен век лепев лепенки на кесенца од ванила. Да работиш таква работа секој ден, човекот би го довело до лудело. Ова жена не се препуштила на монотонијата да биде убиена. Додека лепела кесиња, пеела, се молела и слушала проповеди на своите касети. Зборувала, односно учела напамет библиски стихови. Таа го вовела Бога во својот монотон живот. И ова жена, навистина, тоа го правила од задоволство. Лепела лепенки, секој ден, 40 години, но успела да издржи. Многу мажи, христијани, ово искуство може да го раскажат, кои биле во Арама, односно во Јана, во војска. Знаете, кога се оди во војска, се чува стража. Има стражи, наречени смрт стражи, кај што многу млади војници не сакат да отидат, зашто слушат легенди. Таму е страшно, ги напаѓат, дури и убиени биле војници. Јас сум служил во Јана. Знаеме дека за христијаните стражата е најдоброто место да имат мир со Бога. Таму си одвоен, никој не те гиба. Нито одиш на занимање, нити да чистиш во сабота ходници да рибаш или тоалет или нешто слично. Таму си мирен 6 или 3 часа. И многу христијани велат дека тоа беше место за многу монотонија и страв. За мене беше прилика да разговарам со Бога. Многу, па јас сум го тоа правил, сум таму размислил проповеди, сум пишал скратени. Мисли ти доаѓат и си ги запишаш. Тоа е време кога имаш време да разговараш со себе си, со Бога и да медитираш, да размислуваш. Но за многу луѓе тоа е смрт стража. Многу млади таму не сакаат да одат на тие стражарски места. Значи, она што било досадно и грозно за многу луѓе, за некој било задоволство. И за Мојсей, ова пустиња Мадијанска
40 години не била монотонија, туку место на разговор со Бога. Тука Господ го приготвил за една друга служба, што Мојсе немал појма како изгледа. И таму Мојсе го пишува овој псалом. Тука тој ја запишува својата највозбудлива молитва. 15 стих да го читаме. Вака вели: зарадувај не за дните кога не бичуваше, за годините кога страдавме многу. Гледате што пишува, на што се враќа Мојсей. Зарадувај не, Боже, кога не бичуваше, кога страдавме многу. Да бидеме внимателни, браќи и сестри, како сега Бог на Мојсей ќе му одговори. На интересен, видлив начин. Бог секојаш е служил со слики, со прилики, за да не отрезне, за малце да не освести. И навистина, Мојсей, кој го очекувал својот гроб, зашто тој го тоа преточува во зборови, 70 вели до 80 години тука е крајот, Мојсей се го гледал крајот, а Бог вели: чекај, Мојсей, не си во право. Има за тебе уште работа. Имам во тебе уште материјал. Тие зборови Бог ги кажал на еден друг човек. Сеќавате во Стариот Завет? Илија, кога посека во тој монотон живот, тие кратки депресивни моменти, се повлече во својата пештера, таму му доаѓа ангелот и вели: чекај, Илија, што правиш овде? Кој ти рече да посекаш да умреш? За тебе има уште работа. Стани, јади, подкрепи се. И Илија станал, и знаеме што направил. И знаеме сега каде Илија. Илија е на небото. Бог имал поубави планови, не да се определи гробно место за Илија, туку Илија денеска жив земе на небото. И затоа кај Мојсија Бог доаѓа и му вели: чекај, Мојсија, ти си тука. Знам, мислиш дека нема излез, без перспектива, без излез, без решение. Имаме ли ние своја пустиња, почитувани? Дали ние не доаѓаме некојаш во нашиот живот во ситуација кај што нема излез? Бизнисот не ни оди, болест имаме, лоша диагноза, децата не слушаат или немат работа и гледаме сите врати дека се затворени. И животот ни е така депресивен, животот ни е така монотон. И тоа удара како чекан, како она капка првобитна која ни одговара, не лади, но после ќе биде смртоносна и ќе не дотолчи и ќе не убие. Сигурен сум дека сте прочитале за една девојка по име Теди Фариксон Тада, Джони Ериксон Тада. Ево е. Може да ја најдете на интернет, се уште е жива. Ова млада девојка, перспективна, симпатична, талентирана, имала своје друштво како многу наши млади што ги имат денеска своји друштва. Но ако ја читате незината биографија, ќе видите дека таа доживела едно трагично искуство. Уште додека била девојка. Полна со живот, со многу планови, со многу идеи за својата иднина, доживеала тешка несреќа. Додека отишла на плажа со своето друштво. После таа несреќа таа останала доживотно парализирана. Сега се сеќавам за иста таква личност во Ниш, кога работевме во 84-та година, и таму преку дописна школа запознав едно момче по име Ненат, не знам дали се уште жив, но во тоа време беше момче од 20 до 25 години. Исто така, кога го посетив, лежеше на својата постела, а во ходникот видов количка за инвалид. И почнаме разговор, кој е, што е, и си ја кажа својата биографија. Нешто слично како ова девојка. Само што неговата несреќа се случила кога отишле на капење на реката Нишава. Знаете, преку Ниш поминува реката Нишава и во долниот дел, кај што е железничкиот мост, еден ден отишле една недела со другарите да се капаат. И се фрлеле од тој железен мост доле во реката. И дошло ред на него. И тој се фрлил. Може 1,80 м, висок човек, високо момче, паѓа доле и со кичмата удара на подводна карпа. И останува инвалид од половината надолу. Имаше автомобил со тие рачки, јас го возев низ градот, така одевме, го шетав и си ја кажа својата приказна. И ова ме подсети нова девојка, доживеала тешка трагедија, тешка несреќа, останала парализирана. Бидејќи била духовно млада христијанка,
си ја пише во својата биографија, вели, во почетокот бев многу лута на Бога. Се карав со Бога. Сакав да извршам самоубиство. Момчето кој го има, вели, ме остави. Мојот живот тргна во ќорсокак. Животот ми стана монотон. А монотонијата убива. Таа монотонија е страшна. Вели, кога изгубив и последен смисол за живење и за надеж, отеднаш, вели, се промени во мојот живот. Едно момче, кој го сретнав, ми подари Библија. Ми подари Библија и јас, бидејќи имав доволно време, почнав да ја читам. Преку Библијата, вели, ми се приближи и Бог, односно јас му се приближив на Бога. Од тој миг, незиниот живот радикално се менува. Почнува да слика, да црта со уста. И овде имате, ево, она држи в устата, четка и црта. Може да најдете и у колор фотографија од незината работа. Погледнете оди колку има четки. Прави изложби, низ цел свет оди, проповеда и го слави Господа, иако инвалид. Таа имала свој монотон живот. Таа влегла во својата пустиња, но благодарение на Бога, на Библијата, таа го пронашла Христа и успела да излезе од таа монотонија и во својата инвалидска количка да го слави Господа. Го засакав Бога, вели таа. Целиот свој живот сум врзан за количка, но Џони наоѓа нова преокупација и повторно е среќна што може да живе во заедница со Бога, како никогаш порано. Да, таа од својот монотон живот, од својата пустиња, излегла како храбра жена. Нешто слично како Мојсей. 40 години поминати во пустињата, кога немало излез, кога за Мојсей било се црно и тој тоа го претокчува во зборови, вели, човечкиот живот е 70, може би 80, и тука е крајот. За Мојсей се отвара нова перспектива. Ајде да читаме 2 Мојсеева, 3 глава, 1 стих. Да читаме што Мојсей сега открива. Што се случува во животот на Мојсеја. Бог предвидува отворена широм врата за Мојсей. Тој Мојсей кој бил подготвуван за средба со цареви, со кралеви, со делегации. Бог гледа во него материјал кој ќе го искористи. Зборот искористи може се злопотреби, кој ќе го употреби како свој инструмент на прослава на себе, да се Божето име прослави. И овде ајде да читаме во 3 глава 1 стих. 2 Мојсеева, тој е излез, 3 глава 1 стих вака вели: Мојсей ги пасеше овците на деда си Јотор, мадијамски свештеник, гонејки го така стадото по пустината, дојде до Божјата гора Хорив. Овде Мојсей, почитувани, ќе доживее пресвртница. Овде Мојсей ќе доживее трансформација од таа пустиња во која тој 40 години заглибал и каде што мисли дека ќе ги остави своите коски. Дошол миг кога Бог прозборил. Дошол миг кога Бог сега му сугерира да помине од пустињата на север, да помине на другата страна. Мојсей го послушал Божиот глас, внатрешниот Божи глас, да го промени својот живот. И сега тука ќе престане пустињата и ќе почне оаза. Знаете, оаза е спротивно на пустињата. Во оазата имате вода, сенки, храна, убавина, свежина. Сега Бог предвидува една оаза. Иако нема да му биде лесно и тие 40 години, но сепак Бог ќе управува со него. Но, почитувани, секој од нас има школа на пустиња. Ајде споменете ми лица од Библијата кои имале своја школа на пустиња. Брзо во својот ум поминете, кои сте читали вие Библијата. Апостол Павле дали имал своја јудиска пустиња? 40 дена тој таму се молел пред да почне со активна работа. Јован Крстител исто така имал своја пустиња. Дали Исус имал своја пустиња? Имал. И Исус имал своја пустиња. Мојсей за тие 40 години ќе научи да води 2 милиона луѓе робови да ги трпи.
Ние кога имаме некое бунтовно дете во нашето семејство и велиме на глава ми се качи тоа дете, не можем повеќе да го трпам. А Мојсе колку деца трпел? 2 милиона бунтовни, непослушни евреи. Сега Мојсе има диплома, Мојсе сега има диплома пустински човек. Тој знае како да се однесува. И Бог ќе го употреби повторно да ги води израелците низ пустиња, зашто тој е доктор. Тој има докторат завршено, дипломирал во пустиња и Бог ќе го употреби, зашто сега Мојсе ќе биде стрплив, нежен и кроток, иако во еден миг и тој ќе погреши. Но Мојсе сега треба да помине на другата страна. Втора Мојсеева, тука сме, 3 глава, слушайте и пратете ме што пишува. Бог го повикал и вели, дојди Мојсе. Господов ангел, читам, значи, 3 глава, 2-3 стих. Господов ангел му се покаже во распламнат оган од една капина. Чудо! Мојсе милион пати видел капини во пустињата, но да гори капина сега за него било тоа откровение и чудо. Тој се загледа, целата капина во пламен, а сепак не изгорува. И сега го слушав на трешниот глас, Мојсе вели 3 стих. Ајде да се доближам, рече Мојсе, и да ја наблюдувам оваа чудна гледка, зашто капината не изгорува. Интересно, некои луѓе се лутаат на Бога, зашто Бог не им се открива како што тие сакат. Очигледно Бог ќе одбере метода, начин на откровение, било на кој од нас, на посебен начин. Може на тебе на еден начин, на мене на друг, на трет начин. Не треба се лутиме ние на Бога. Бог има метода, Бог има начин како да го допре твоето срце на свој начин, собствен начин. Бог сакал сега да го допре срцето на Мојсе на еден посебен начин. Бог одговара на нашите неодговорени прашања, кога тој ќе процени и на начин како што тој ќе каже. Било вообичаено во пустињата да има пожари. Жешко е. И знаете, денес, кога летно време, властите велат да не се оди во шума, на отворено, да не се пали оган, да не се фрлат стакла, скршни, зашто може стаклото да предизвика грејење и да дојде до пожар. Тоа било вообичаено Мојсе да види такви суви грмушки во пустињата. Меѓутоа, сега, ова чудо, ова капина која гори, а не изгорува, го привлекува неговото внимание. Тој со внимание се приближува. Интересно, Бог ќе најде начин да те натера тебе и мене да му се приближиме. Бог ќе предизвика такво чудо, што само ти ќе го видиш и ќе го потикне твојот внатрешен глас и да кажеш, ајде да видам дали има Бога. Ќе побараш Библија, некој свој пријател, може некоја своја книга или било што да те привлече Бог, не јас или ти, туку Бог да ме привлече. Бог сега на посебен начин го привлекува вниманието на Мојсе. Иако оганот е символ во Библијата за искушенија, овде не е тоа прилика, него овој оган, ова светло сака да покаже Бог дека на Мојсе Бог е присутен секогаш и во пустиња на твојот живот. Кога се наоѓаме ние на дното во нашиот живот, кога сме во депресија, во монотонија, кога сите кренале раце од нас, Бог е и таму. Ако Бог можел да биде во јамата со Данило, кога бил фрлен според Библијата во таа јама лавовска, ако Бог можел да биде во огнената печка со Седрах, Мисах и Авденаго, Бог може да биде и денеска присутен во твојата пустиња и во мојата. Зашто пишува апостол Павле во Евреите, Бог не се менува. Како бил вчера, денес, тој ќе остане и утре истиот. Сега, овде Мојсей се приближува, а Бог вели, чекај Мојсей. 4 стих го читавме, но да уште да се подсетиме. Кога Господ виде дека приоѓа да разгледува, Бог го повика од капината. Мојсей, Мојсей! А тој вели, еве ме Боже, не приближувај се наваму, собој ги обувките на нозете, зашто месото на кое стоиш е света земја. Овој стих и овој израз еве ме Боже ме подсетува на еден друг пророк по име Исаија. Сеќавате кога Бог повикуваше кого да испрати, кој се одзва на Божиот повик?
Така е, Исаја рече, еве ме Боже, испрати ме Боже. Овде сега Мојсей, од својата монотонија, од своето паѓање доле длабоко во депресија, мислејќи да умре, зашто животот вели 70 до 80, Бог му дава нова перспектива. Нови 40 години ќе му отдаде. Но Мојсей бил подготвен да го отвори срцето за соработка со Бога. Бог, почитувани, ги гледа сите наши движења духовни, кога велиме, па можда има Бог, кој ќе се случи некоја трагедија, кога некој од нашите ќе почине, кога духот ќе почне да зборува во нас, тогаш ние велиме, може има нешто, ај да видам, како што Мојсей бил заинтересиран и да ја виде капината да се доближи. И ние треба се доближиме, да се осигураме дека постои Бог. И тука Бог ја користи неговата прилика, односно неговото отворено срце, да му каже, Мојсей, дојди. Иако му вели, ова место е свето, да знаеш дека јас кај што сум присутен, секојаш тоа место е свето. И зато Исус ќе каже подоцна во Новиот Завет, кај што се двајца или тројца, кој е меѓу нив? Тамо е Бог присутен. Бог не зависи од зграда. Бог не зависи од урбанизирани места. Бог зависи од твоето место, твоето срце. Може не е урбанизирано срцето мое, но Бог со неговото присуство ќе го направи тоа место свето. Браќи и сестри, Мојсей во следните 40 години ќе отпочне една нова задача. Ќе доживее радости, ќе има такви искуства, на негова молитва, на негов удар, повик од Бога, со штап во карпа ќе потече вода. Никој тоа досега не го направил во историјата на човештвото. Мојсей ќе биде наречен Божи пријател. Во следните 40 години нема да му биде лесно. Ќе води луѓе, но ќе ги води кон ветената земја. И тука на крајот да заклучиме. Сите ние имаме свој живот, своја пустиња, нова земја, уморна од грев и пред време остарела. Мислам на земјата. Секој од нас има своја пустиња. Понекогаш и ние запаѓаме во тешки ситуации, кога гледаме дека нема излез, кога сме обесхрабрени, кога животот ни е монотон, постојано исто се случува. Постојано исто се случува. Но, знаете што? Бог има свој календар. Бог не работи според нашите календари. Бог не работи според нашиот часовник. Бог сака и кога ќе не повика да излеземе од својата пустиња, да кажеме како Мојсей, еве ме Боже, испрати ме мене. Немојте тамо да се враќате во тоа сивило, во тоа му влосана просторија, во таа монотонна грешна просторија, кај што постојано таа капка ќе не удара и на крајот ќе не убие. Кога тоа убаво јадење, прво може ќе не биде добро, на крајот ќе не убие, како кинезите што правиле. Секој од нас има свој пустиња. Може би се соочуваме со здравствени проблеми, финансиски проблеми, не знам какви се проблеми. Може би сме уморни во борбата на овој живот. Слушам луѓе кои велат, не ми се живее повеќе. Не ми се живее. Тоа се моменти на монотонија. Тоа се моменти кога таа капка само последната не удрала и готово животот да не се прекине. Но Бог вели, Мојсей, дојди. Бог вели, кого ќе испратам? Исаја вели, еве мене Боже, испрати ме. Мора да научиме школата на трпение. Мојсей морал да учи 40 години. Да има доверба во школата на својата пустиња. Тој бил уверен дека Бог има некој план. Бог ја контролира температурата додека си во пустињата. Не му било лесно на Мојсей. Жешко сонце, нема оаза, нема сенка, нема дрво. Само тој, стап и овци. Слуша блеење на овците и на некој јагне. И повторно се враќа и исто 40 години. Нека ние, почитувани, бидеме запалени како ова капина, која не согорева, која ја осветлува и околината своја. Да бидеме таа капина, која ќе го упатува човекот кон Бога. Да доживееме ново искуство. Кога Мојсей имал 120 години, Бог сега приготува нешто сосема друго за него. Повторно Мојсей доаѓа до без перспектива.
Бог му вели: Мојсей, ти го доведе народот овде до границата, но нема да влезеш натре. Уште еден шок Мојсей доживува на 120 години. Ама Боже, зошто? Се трудев колку што можев. Бог му вели: Мојсей, јас зборувам последен. Тука качи се на Кожов планина. Таму по тоа дрво застани и тука ќе умреш. Мојсей се качил на планината Небо и дошле ангелите, го погребале. За Мојсей тоа било трагедија. Не знаејќи што Бог има план за него. Само после кратко време на престој во гробот, Мојсей воскреснува и тој е сега на небото. Таму, според еден писател, се наоѓа на посебна планета. На небото се наоѓаат само неколку живи луѓе: Илија, Мојсей и Енох. Мојсей представник на починатите, дека ќе дојде ден кој ќе воскреснат, зашто тој бил мртов. Илија представник на живите, кој не видел смрт. И Енох е оној кој верно му служил на Господа целиот свој живот, 365 години. Но Мојсей морал да издржи. Мојсей, иако Бог ја загревал температурата, но тој ги има копчето, кој ќе ти пушти малце жешко и ќе ти пушти ладно, со цел да се искалеме, да бидеме тврди, упорни и јаки во верата. Од својата пустиња, од својата смрт, Мојсей сега го очекува неограничена перспектива, воскресение и вечен живот. Зошто тоа да не биде почитувани и наше искуство? Господ нека ни помогне да сватиме, кога тој ќе каже помини на северната страна, да му поверуваме дека Бог има добар план, подобро решение за сите нас. Нека му е слава на големиот Бог. Амин.